Која институција е најслаба талка во заштитата на граѓаните и животната околина? И после 2 недели од настанот, ниту една од надлежните институции не извршила увид на местото каде Цвета Солунчевска од Битола беше смртоносно нападната од сопствените прасиња кои одгризале дел од нозете и од лицето. Моментално се наоѓам пред домот на Солунчевски. Агресивните прасиња што ја нападнаа веќе починатата Цвета Солунчевска се уште слободно се шетаат низ селото Лавци. Тие представуваат закана за жителите. Има над 40 прасиња и диви кучиња. Институциите си ја префрлаат вината едни на други, а селаните се преплашени и ги повикуваат да преземат мерки и да помогнат пред да има уште некоја фатална несреќа. Жителите на Лавци собраа преку 200 потписи со кои доставија петиција до надлежните институции. Овој проблем се одовлекува долго време, повеќе може и 10 години. Не знам дали требаше се случи женава да го загуби животот за да почнат институциите да преземат некои работи, меѓутоа пак каснат. Ги нема да се јават. Жителите во Лавци се преплашени. Велат дека прасињата се прегладнати и може да нападнат и некој друг, а секојдневно добиваат и закани од синот на починатата Цвета. Царе се закани гробоите ќе ги искачаве и ќе бе запале. Но ставили ги кламбили, готровели во резерваро, цело село ќе готровјавели и јас сам ќе се шира тука вели се прасињата вели. Нема да постои човек тука. Од психијатриското одделение во клиничката болница велат дека Центарот за социјална работа е надлежен да поведе постапка за одземање деловна способност и дека тие направиле се што е во нивна можност. За да биде тој психијатриски проследен, треба Центарот за социјална работа да ја поведе постапката за одземање на деловната способност. Да се поведе постапка за одземање на деловна способност. Надлежен е Центарот за социјална работа да ја поведе таа постапка по случајот. Раце креваат и во ветеринарната инспекција. Тие немале дозвола за одземање на несоодветно чуваната стока, се додека кај истата не биде констатирано присуство на заразна болест. Случајот со Цвета Солунчевска од село Лавци се случи поради нејзина немарност, свињата се вознемири, па се случи настанот поради таа вознемиреност на свињата. Иначе во самото гледувалиште за свињи кај Цвета Солунчевска не постои нека заразна болест. Ова го нема ни во хорор филмовите, изјави раководителката на комуналната инспекција во Битола, која кажа дека направиле се што беше во нивна надлежност. Нема друга институција. Болница, социјални грижи. Ние тука малку сме могли да помогнеме. Комуналната хигиена и законот за јавна чистота по кој што ние работиме и законот за отпад, тие се последните што треба да се применат за да се исчисти после просторот. Иако сите надлежни тврдат дека ги искористиле законските можности и направиле се што можат, проблемот во селото остана нерешен. Ќе чекаме ли да се случи уште еден грозоморен настан за институциите конечно да реагираат?